Почитувани гости, дами и господи, почитуван председател на Македонска академија на науките и уметностите, академик Таки Фиди, почитувани академици, професори и советници. Имам чест да ви се обртам и да ве поздравам на овој значаен настан за општина Кавалаци. Задоволство што денес сте тука е огромно. Причината корај која сте дојдени е вредна за внимание и од големо значење за мене и за цела општина Кавалаци. Ние кавадарчани знаеме да кажеме дека Кавалаци е срцето на Македонија и сме горди поради тоа. Според површина, општина Кавалаци е втора најголема општина во Република Македонија. Општина Кавалаци е плодна почва за научни и историски истражувања. На територијата на општина Кавалаци се наоѓа и најголемото природно богатство рудникот Алшар. Со своето постоење, со векови наназад е предизвик за истражување на научни цели од целиот свет. Денес имаме чест да сме присутни на промоција на монографијата Алшар, светско природно наследство, научно истражување, богатство за еден од најважните светски локалитети и реткиот и популарен минерал. Општина Кавалаци сега ќе дава безрезервна поддршка на научните истражувања на нашата територија. Како градоначалник се надевам дека Кавалаци ќе го издигнеме на едно повисоко ниво во поглед на атрактивноста, локациите за туризам и уникатните вредности. Да го изразам моето задоволство што ни е дадена оваа можност овде денес во Кавадарци да промовираме една вонредно значајна студија, научна монографија, која што се публикуваше минатата година, 2018 година. Тоа е Алшар, светско природно богатство, од авторите академик Глигор Јовановски, професор доктор Блажо Боев, дописен член на МАНУ, професор доктор Трајче Стафилов, професор доктор Петре Макрески, професор академик Владо Матевски, подпредседател на МАНУ и професорот Иван Боев. Ова е многу значајна студија, научна монографија и јас би рекол оваа прилика, ова е многу предизвикувачка студија, а предизвикувачка е заради неколку факти. Првата работа е тоа што локалитетот Алшар, што е на ова подрачје, представува енигма, представува тајна за голем број на научници од различни научни дисциплини и научни подрачја, како што е хемијата, физиката, геологијата, геохемијата, минералогијата, понатаму биологијата, астрологијата и така натаму. Второ, Алшар е во светски размери вистински раритет. Неговата феноменологија и неговата тајна и мистичност, ако сакате, пред се е врзана со минералот лорандит. Самиот лорандит пак е минерал на талиумот. Испитувањата што се вршени на ова подрачје покажале дека во рудникот Алшар има повеќе од 45 досега откриени минерали, од кои што дури во 17 најдена е содржина на талиум. Самото име лорандит потекнува од еден познат унгарски физичар, тој се вика Лоран, Етвос Лоран, кој што едно време бил и председател на Унгарската академија на науките, а после 1950 година и универзитетот во Будимпешта го носи неговото име. Она што е посебно специфично и заради што велиме дека Алшар е раритет, тоа е фактот што иако има и други рудници на злато, на жива во светот, како што е случајот да речеме со Русија, Таџикистан, Иран, Швајцарија, да не пропуштив некој Кина. Нигде нема таква голема концентрација на лорандит како што е тоа случајот во Алшар. И тоа го прави особен, тоа го прави специфичен. И другата работа што е многу важна, интересот, научниот, мислам, интерес за Алшар, особено се зголемува по 1976 година, кога еден познат американски научник, Мелвин Фридман, излегол со теза, односно со тврдење, дека лорандитот од Алшар може да послужи како геохемиски детектор за откривање на тајната на староста на Сонцето. Футуристички тоа значи дека благодарение на оваа метода, можеби со тек на време, може да се разбере од научна гледна точка начинот на кој што се генерира енергијата на Сонцето
според тоа футуристички можда луѓето некогаш ќе можат да произведуваат вештачки сонца, со што дефинитивно би се разрешил проблемот на дефицит на енергија во светски размери. Оваа теза на Фридман во почетокот била оспорена, како што кажуваат авторите на оваа студија, дури и од таткото на стандардниот модел за сонцето, Бакл, така беше Бакл. Меѓутоа подосна за ова тврдење на професорот Фридман се заинтересирале германски научници и тие иницирале еден научен проект, LOREX, Лорандит експеримент, така се вика, и тој научен проект интересно во времето, кон средината на 80-тите години, бил финансиран од тогашната југословенска влада, односно од владата на последниот југословенски премиер Анте Марковиќ. И германците почнале тоа, се разбира, да го истражуваат. После во периодот 2008 па натаму овој проект продолжува, но сега го финансира австриската влада. Она што сега е ново, постои иницијатива пред на професорот Блажо Боев, но поддржана од страна на Македонската академија на науките и уметностите, македонската влада да дозволи ископување на определена количина на руда од Алшар, од неја да се екстрактира овој значаен минерал, лорандитот, кој што би служил за фундаментални, така да се каже, научни истражувања во областа на хемијата, физиката и другите области што претходно ги споменав, и кој што би дале можеби придонес во разјаснување на феноменологијата на самиот Алшар. И тоа е интересен предлог и на тоа треба со тек на време, се разбира, да се работи. Другата работа што е многу битна, кога гледате историјата на Алшар, тој е многу стар рудник. Добро, тој и лорандитот е стар 3-4 милиони години се, така веќе експертите проценуваат. Меѓутоа, рудникот се споменува уште во 12 и 13 век, иако има некои тврдења дека бил познат уште во античко време, за тоа нема доволно докази. Меѓутоа, 13 и 14 век и особено крајот на 15 век со сигурност постојат документи кои што кажуваат дека во тоа време 35% од приходите на султанот, Орхан бил султан тогаш, доаѓале од атарот на Рожден и од продажба на рудата од Алшар. Втората половина на 19 век, 1881 година, отоманските власти го дале рудникот Алшар под концесија на француско-англиска компанија, а концесионери биле двајца браќа, едниот е Алетини, другиот е Шарто, французи, и од тука доаѓа Алшар, од првите букви. Алетини, Шарто, од тука доаѓа Алшар. Инаку старото име на рудникот е Мајдан или Мајден, не знам. Мајдан. Газанфер знае тоа, Мајдан, што на турски значи рудник или место каде што се наоѓа руда. Се копа руда, така. И тоа е во овај атар, затоа ние кога ја публикувавме оваа студија и кога ја промовиравме во рамките на Македонската академија на науките и уметностите, тогаш јас реков дека втората промоција на оваа студија треба да ја направиме овде во Кавадарци. Заради фактот што рудникот е во овој регион, а другиот мотив што е исто така многу значаен, на кој што јас подолго време инсистирам, а тоа е дека Македонската академија на науките и уметностите треба малку да ја дисперзира својата дејност надвор од Скопје. Знаете, тоа и со градоначалникот сега малку разговаравме, многу настани, културни, научни и други манифестации се одржуваат во Скопје, а многу помалку во другите градови на Република Македонија. И добро е академијата вака да се појавува и во другите градови со интересни теми или вакви промоции и слично, како што правиме денес, и ние тоа ќе го правиме во текот на овој мандат, а тоа ќе биде аманет и за идното раководство на академијата. Ние оваа година ќе одиме исто така во Небрегово, куќата на Блаже Конески, првиот председател на МАНУ. Ќе одиме во моето Крушево, од каде што има 5 академици дури и така натаму, и сакаме со тие предавања, беседи и така натаму малку да
ја популаризираме целата таа работа. И затоа ми е посебно задоволство што сме денес овде во Кавадарци. Инаку интересно и уште тоа да кажам дека рудникот Алшар фактички долго време служел за експлоатација на руда. До Балканските војни и почетокот на Светската војна, отоманските власти и оваа компанија што го зела под концесија експлоатирала руда оттаму, одавде, се носела таа во пристаништето во Солун и од Солун одела во Германија, Велика Британија, најверојатно дел во Франција и така натаму и така натаму. 2009 година владата на Република Македонија донесла одлука рудникот да добие третман на културно наследство и бил некако ставен под заштита на владата, но тој закон е подосна измене, тргнат од 2012 година, повторно е слободен рудникот и за економска експлоатација од една страна и од друга страна за научно-истражувачка работа. Видите, економската експлоатација, она што и овде се кажува, е интересна меѓу другото и заради тоа што во рудникот Алшар има и злато. Се смета дека на еден тон руда има 0,5 до 3 грама злато, односно вкупните резерви на злато се проценуваат негде на 20 милиони тони, а тоа е отприлика по сегашната вредност на цената на златото, негде околу 1 милиарда или нешто повеќе од 1 милиарда евра. Тоа не е некоја, не знам каква голема бројка, не луѓето обично кои ќе чујат 20 тони злато, тоа се мисли дека е голема бројка. Не е тоа голема бројка и од економски аспект, можеби тоа не е најзначајната конотација. Од ова што ми кажува колегата Боев, со оглед на тоа што има многу различни типови на минерали, дел од тие минерали и руди сега за сега можеби немаат голема употребна вредност, но се ретко со овде се најдувани и не знаеме како со текот на времето тие ќе се употребуваат, особено во доменот на високите технологии. И тоа со тек на време може да значи зголемување на можноста за економска валоризација меѓу другото на овај рудник. Се разбира, ние како академија пред се сме заинтересирани за научно истражување на оваа проблематика. Инаку ги знаете вие легендите, и тие се фасцинантни, дека една вели дека фалангата на Александар Македонски своевремено штитовите ги премачкувала со лорандит, кој давал голем одблесок, и кога таа се движела од исток кон запад, точно напладне, ги заслепувала војниците, па тоа придонесло за победите на Александар и така натаму и така. Има и други преданија, многу легенди и слично. Се разбира, луѓето што се компетентни ќе ви кажат многу повеќе работи за тоа. Јас со интерес ја гледав и ја читав книгата, морам да признам, бидејќи јас сум друга струка, не можам да ги разберам овие стручни работи што се внатре, но за луѓето што не се од оваа област, јас овде топло ви препорачувам да го прочитате предговорот и воведот. Воведот е земен од еден професор од Природно-математички факултет, тој е професорот Здравковски, кој што своевремено напишал една статија, тајната на македонски е таа напишана, тајната на Алшар се крие во Белград, каде што на еден многу јасен, едноставен, конкретен, ударен начин, да кажем, е објасната таа феноменологија на Алшар, која што може да ги задоволи луѓето кои што не се од струката. Во секој случај ова е многу значајно дело. Еве, топло го препорачувам и на луѓето кои што се надвор од струката. Инаку овде суштински објасната, да речам, научната компонента врзана со Алшар, а не другите работи. Некој кажал во предговорот, како да го препознаем стилот на академик Јовановски, легендите луѓето нека си ги задржа за себе и нека си веруваат, тоа го зголемува интересот за оваа проблематика, но задача на науката е да дадат научно објаснување и толкување на она што де факто представува Алшар. И само ќе спомнам на почетокот, народите живеат во своите митови и бајки. Немате народ кој нема митови и бајки, и тој не е народ ако нема свои митови и свои бајки. Ние како народ, покрај огромниот број на митови и на бајки што ги имаме, е еден од современите митови и бајки, тоа е митот за овој прекрасен локалитет, кој ние во книгата го нарекуваме
природно наследство. Иако морам да споменам дека јас инсистирав на малце поинаков наслов, меѓутоа поради комплексноста на тимот кој што беше внатре, се определивме за светско природно наследство. Академикот Владо Урошовиќ спомна интересни факти во поглед на тоа што се наоѓа се во овој локалитет, колку тоа отровни работи има во овој локалитет. И јас само ќе ви кажам една работа, немајте да се плашите толку многу. Ако соберете моето време поминато во тој локалитет, во јамите во тој локалитет, сигурно една година цела, од моите 40 години работа таму, и уште живеам потполно здрав. Така да во мали концентрации... Може да те лечи тоа? Во мали концентрации, од друга страна, тоа не се такви состојби кои прават проблеми на човечкото здравје. Значи, проблеми на човечкото здравје прави она што влегува ни системот за дишење и она што може да се расне во крвотокот на човекот. Се друго не прави проблем во човечкото здравје. Сето другото се идеите на премногу зелените луѓе. Затоа реков дека оние кои многу добро знаат, веројатно, а овие другите ништо не знаеме. Која беше идејата на оваа книга? Ја сакав да оставиме нешто на овој град. Сакам да оставиме нешто на ова генерација која доаѓа после нас. Алшар светско природно наследство ја водиме насоката во делот на тоа да развиеме ги идеите за развој на еден геопарк на Кожув планина. Како централно прашање на тој геопарк ќе биде сепак ова светско наследство кое по сите своји елементи представува светско минералошко наследство и ќе биде темелната развој на тој геопарк. Значи имаме еден локалитет, да кажеме на 40 километри од нас, една планина во прилика 2.500 квадратни километри во кои имате 200 до 300 луѓе, со исклучително еколошки елементи внатре во неа, перфектни еколошки елементи. Не верувам дека некој во Република Македонија има такви еколошки елементи, такви еколошки капацитети како што има тоа Кожув планина. И идејата беше да влезиме во тој сегмент, заедно со ова што денеска споменува за отварањето на гранични премини со Република Грција. Тоа е исто така еден добар момент што води во насока на тоа да овие вредности добијат своја вредност. Јас ќе ви информирам само дека во Македонија веќе се работи првиот проект за развој на геопаркот Лесново на двете општини, тоа е Кратово и Пробиштип, во делот на програмите на УНЕСКО, и втората апликација која веќе дадена, тоа е геопаркот Кожув со централно прашање Алшар во него. Затоа сметаме дека во годините кои доаѓаат заедно со Македонската академија на науките и уметностите или новото име на она што го спомна академик Владо Урошовиќ, уште не старо. Постаро? Уште постаро, добро. Заедно со градоначалникот на општина Кавадарци, кој е исклучителна личност во поглед на тоа што знае да препознае што е развој на еден регион, мислиме дека оваа прашање во делот на развојот на геотуризмот и не само геотуризмот и екотуризмот и развојот на здрава храна во тој регион ќе представува темел за развојот на оваа општина во иднината во која доаѓа. Бидејќи самите знаете дека она што доаѓа во иднината се чисти технологии, не само од аспект на храна, на енергија, него она што значи да кажеме посветување поголемо внимание на здравјето на граѓаните и поголемо внимание на она што значи умствени способности на развојот на индивидуата. Затоа реков дека тоа не е основната идеја, со градоначалникот ќе разговаравме како идеја и мислиме дека скоро ќе влеземе во развојот на геопаркот Кожув со централно прашање во тој момент Алшар, а книгата Алшар која се појавува во прав момент со правото име светско природно наследство е темелот или фундаментот на таа основна идеја која треба да влезе натаму. Прашањата кои се поврзуваат и кои се однесуваат на употребата на минералот лорандит во делот на детекцијата на неутриното со потекло од сонцето или на она што значи еволуција на вселената, се прашања кои допрва ќе бидат растолкувани и тоа ќе биде огромен придонес на македонската наука во светската наука, бидејќи во секој случај резултатите со кои располагаме одат во насока на тоа дека веќе имаме доволна количина на материјал, со уште малку материјал со кој можеме да го сработиме тоа и да направиме филмот експеримент и да го завршиме проектот Лорекс. Се надевам заедно со професор Павечевиќ кој е веќе во поодминати години, значи во поодминати години, и мислам дека тоа ќе биде направено во наредните 2 до 3 години. Професор Владо Уроши спомна еден момент само за на крај дека минерал лорандит е по боја трула вишна, значи трула вишна, и дека е многу убав, меѓутоа не се користи за накит. Меѓутоа сличен нови минерал, а јас бидејќи работам со таа работа, па ги носам под джеповите. Има еден друг кој може да се користи за накит, тоа е овој нашиот црвен рубин. А ја ги носам под джеповите. Затоа реков дека е многу важно
да се знае дека сепак Македонија располага со потенцијали кои и во таа сфера имаат да кажеме вредност.